Шо преш ти, добар ли си, како си? Добар Што сум, има брат. ново? Сега време после празниците таман се навикнав да станувам вака порано. А кај беше за празниција, што? Тука бе, за празниција бев тука дома. Бев на 2-3 дена само до Пелистер на скијање. Аха. Видов снег че има, иначе прв пат нова година, сам после долго време дома Дома ја славам. славеше? Да. Па најпаметно, најдобро. Да, и убаво си поминав многу. Малце луѓе, блиските, супер бе. А од Сабајле? Беше негде? Не, цел ден. Пошто тука. нели сега денските журки се Да, знам, се у ама мода. да, така, ама не сум ја уште по денски, не сум лего во шема. Колку години имаш? Бе? 27. 20 на улба, ти си мало. Да. Добро, имаш време. Ти Така. колку имаш? Имам 33, сега 34. Не е лошо. Ама и ти вежбаш плюси Да. и не ни пиеш. Предпоставам ли знаеш чат Па пат да се некогаш се дешава, ама многу ретко. Многу ретко, иначе поише сум дека не пијам. со друштво, со екипа нормално да. Да, со правите луѓе. Со да. правите луѓе. Знаеш. Кој е Вања Лајв, брат? Сите го зборат Вања Лајв. Викам на Рилкастот ставив кој да гостува сите Вања. Баш ми е мило, фала ви на сите што сте Да, пишували. и затоа сме тука, кај што сме. Баш ќе сакам да дам поддршка на тие што, мислам, ти ќе ми кажеш историјата како си почнал, кога си почнал, зашо си почнал. Мгм. Од почеток се, Од почеток. пошто не се знаеме, ве сега се запознаваме. Да. Па ајде од почеток Вања Лајв. Зашо Вања Лајв е овој карактер што го избилдав од почеток на годинава, Аха. YouTube каналов уствари мој. И ја го гледам Вања Збориме за Лајв. 2024-та? Да, предходнава година, уствари, гледаш за први дека сме 2025. Да. Да, 2024-та, 1 февруари почна мојот YouTube канал. Уште малце еве година дена, на 1 февруари правиме година. И почнав со лайв стримови. И уште ги терам. Најголемиот проект што моментално се случува ми е 365 дена лайв стрим секој ден. И секој ден го правам, не сум испуштил ден од 1 февруари. Значи до први ќе славиш година као 365 дена, Секој ден. газиш на лайв цело време. Да. Значи тоа, ако го гледаш од страна на views, беа турбуленции, на почеток беше вау, кукање, па падна малце висот, па полека, ама се ми е тоа мене искуство за ствари да се избилдам како YouTube стример. И да идеш И- напред нормално. Да, сега од 1 февруари да почнам. Мене ми беше таа прва година стартов, да видам што Аха. како. Иначе Вања Лајв е, како друг што го кажам, Вања Милевски, различни ли се двата па карактери? бе? да, според мене, јас ги гледам како различни, да, различни се. Вања Милевски е скроз друг човек. Затоа не дека јас сум фейк на стримовете, туку си имам некои карактери, си имам Со некои... јавност. Да. Нормално. Сега ќе збориш поише со Вања Милевски. Со Вања Да, Милевски, зашто ако сакам. Тоа е Сакаш- работа. Ја гледам како место кај што треба да си направиш муабет вистински, онака да не... нормално со правиш тој шоу. те викнав да. Да. И плюс тебе, што те имам гледано на Каркастов, претходно на подкастот. Јас сега го правам ова, брат, не, многу брзо ми досадуваат работите и затоа менјам цело време. Така? Пошто не можам на едно нешто да терам, ама ова ми се засвија и како го терам доста, Да, мислам, доста имам уснимано до сега, па Интересен концепт. здравје Боже. Тебе што те гледам си доста искрен и доста реален со луѓето. И тоа Затоа не баш ме ми се сакаат, свиѓа. брат. Не, па баш затоа и поише ќе те сакаат, ја мислам, тие што треба да сакаат. Тие што треба, да, тие што не треба, Да. нека си тераат што Тие баш не ни треба да сакаат. Тачно. Друго ми беше малото, Вања Лајв е дечко што стрима. Најпрво им почна со најголемите стримови му беа blind date-ови. Да. Ги гледав. Мислам, имам све гледано што правиш. Така. Blind date-ови се уствари стримови за тие што не знаат, каде што јас ги собирам моите другари, мојата екипа и викам едно девојче, каде што они се blindfolded, имаат на очите. А девојчето ти е другарка или Па гледај сега, у првите Или ги случаи наоѓаш ги рандом? наоѓав така рандом, да. Значи ја и уште еден другар, дај да најдеме девојчиња да биде интересно шоу да правиме, да гледаат луѓе плюс да не биде нас интересно. Тоа беше Нормално. целта е, најголемата цел е нас да не биде интересно. Да. Тоа другите дали гледаат беше секундарно.
Друго што сакам да кажам, Вања Лајв е исто така не само blind date-овите, голема работа у мојов канал и у мојава кариера започната, ако може да ја кажам, е YouTube Boxing Македонија. И тоа го пратев, да, со Ивица, знам дека сте Да. ептен добри го поштувам Ивица да го поздравиме човек. Поздрав, Беше и он Ивица. ке мене у подкаст. Така, Си да. прикажавме доста добри ствари. Да. Поздрав и до Стефан Пецевски кога сме тука, он е исто уште еден мој тренер. И он исто ми помага околу тие работи. YouTube Boxing Македонија. Како се случи тоа, сега ќе ти кажам, баш сакам да ти објаснам. Да, сам да ми кажеш зашо, например, ти сега почнуваш, нели, од нула, не знам дали од нула или порано си стримал, ја разбрав дека и порано си снимал нешто за YouTube. Да, така да, прочитав. да. Имам снимано и порано. Зашо се откажа првиот пат? И па гледај, не се откажа, туку тоа беше у 9-то оделение, у основно. Аха. И ја бев Вања Влогс тогаш. Аха. Влогови си снимав и ми беше интересно и со екипата таму од основно имаше нека друга екипа, па дистракови онака јутуберското Да, скроз. Така да имам искуство некое. Па И добро сам- сите почнале со влогови на почеток. Да. И само тоа сгасна, не дека јас реков не снимам веќе. Туку едноставно полека престана да снимам. Не ти беше интересно? Или Беше имаше други интересно. обавези? Беше, ама почнував средно и се викам да не глупо средно, чека треба да се запознам со нови луѓе. Да, како ќе они ќе гледаат на тоа што го Да. правам ја. И си викам ај на сигурно, како и да не го гледам како голема работа, туку YouTube си го гледам само како Хоби. хоби. Да. Тоа е добро. Не го правам за никоја голема причина, туку само за мене. Точно. Чекај, извини што ќе те прекинам сега. Ага. Имаш завршено у Јосип Брос, така? Да. Ја имам завршено у Јосип Аха. Брос исто, да. Која ти била класна може да кажеш? Ми беше класна Ачковска по биологија, сигурно ја знаеш, Софија Ачковска. Не, Па после ми беше Вера Бојкикева по македонски. Можно е да ја знаеш, не ја знаеш. Не. Ама видов дека тебе Тамара географија ти била, така беше, така се Тамара викаше. историја. Историја. Или Да, историја беше Тамара. Пошто видов дека, не знам, 2019 у февруар негде влагаш као Кинку у Јосип Брос. Да. Ама не укапирав што си освоил. Сега ќе ти На кажам. каков надпревар си бил. Тоа ми е хайлайтот на Вања Милевски. На мојот живот, тоа ми е хайлайтот тој ден. Тогаш сум се остварил онака нај на врв на светот. Најбитен. Да, зашто тогаш беше тоа у прва година што викам, починам средно, уште не се знам со тие од клас, само не се знам со другиве, а знаеш ујебате како е пати што се така малце. Да, јебата не е баш нешто. Да, и сега јас доаѓам тука како дечко од кисела вода што сакам да се дружам со сите, не ме сваќа погрешно, ама не се знам со сите. Тачно. И сега 2019 идам јас на турнир во Цирих, во Швајцарија во Цирих, на бразилско џуџицу. Тоа вежбам веќе 10 години. И Тоа со Ивица го тераш одамна, значи. Да. И идам таму. Секој ден сум таму што се дешаваше. Значи се спремам све, стигаме у Цирих, у сала влагаме, се загревам. Не знам која ми е борбава, зашто имаше некој проблем со телевизорите, не можев многу да идам, зашто бевме на трибини сместени, па не знам што. И се загревам, Вања Милевски. Слушам на микрофон и трчање на кај татамиве, зашто да не испуштиш, зашто ќе ти пропадне борбата. И идам таму, се борам, прва борба доминирам. Значи тотална доминација, тој против еден швајцарец. Го доминирам, нема веќе победувам, идам се загревам, спремен за втора борба, не ги гледам телевизориве, само чекам да слушнам моето име пак, Вања Милевски. И чекам, нема, чекам, тоа треба да има размак 15-20 минути, пола сат макс. Аха. И после може саат време, или 40 минути, да не претерувам, Вања Милевски. Пак тој адреналин у тебе за борба, идам. Кај борбата нема никој, што се дешава. Пак ме викаат мене, ја тука викам, еве сум тука сум. И тој судијата ми вика, не, дечко, иди на кај да делуваат медали. Аха, саш да кажеш дека тој нешто се откажа, Не, една борба сум имал јас само една борба. И идам на подиум, ме даваат златен медал. Тука ја радосен, све топ. Медалја ко медалја, уште една, само ништо многу ама пак посебно од другите. Зашо да не? Да. И топ, све среќен,
си поминуваме убаво таму во Швајцарија, се враќаме у Скопје, недела, моите дома правам со нив моаве, значи они буквално плачеле дома, рефреш искале да видат резултати од борбата. Плачење, зашто тоа е уствари на светско ниво турнир. Добро, тоа не е мала работа. Да, добро, топ, окей, утре дента понеделник у школа. И стигаме со татко ми, вика ќе те носам јас. Добро, ајде, носиме. Чудно. А умеѓу време дознале сите или? Да, сите дознале. И ме носи татко ми у школа, што ми беше чудно. И сега јас каснам, 1:30 почињаат часовите, јас 1:25 со татко ми муабет си правиме низ тука низ центар. Ме вика дојде ти покажам ова, дојде ти покажам ова. А му викам тато ќе каснам. Не бе, уживај ти за 5 минути. И ми објаснува таму дедо ми кај живеел, па кај можам моторот да си го паркирам, да не ми го чепкаат, не знам што. Ви добро, веќе каснам 10 минути, идеме, викам тато ајде идеме, ајде, вика, ајде. Идеме, влагам у дворот на ЈБТ, искача директорката. Ајде, Вања, да ме тебе чекавме, јас уште тука зачуден. Да не каснам, па сега што се дешава, уште не сватив ништо. И легуваме внатре, прво гледам мојот клас тука со класната. И после тоа слушам како викаат, многу луѓе, Вања. Да, горе беан поредени по Да. Гелендерот, по се. Две генерации беа тоа, и прва и втора година, а ти викам, јас сум во момент кај што не се знам уште со сите, уште не сум... Не су се склопил како што Да. треба уште, да. Да. Добро, Што е прва почеток година, тоа, нормално. да. И си вика Вања, свират, аплодираат. И мене тука јас не знаев како да изреагирам. Искрено ти кажам, си седам, ги гледам и се смеам само, ама се смеам онака од радост. Да. И ги гледам сите и тоа не престанува, ме гушка тука класната, од класот, све, па после слики, па телевизии, па ваму таму. И тие некои 2-3 месеци се осеќам Као Бог. Да, на врв на светот. И сега да се надоврзам со YouTube-ов. Да. Од тоа што се деси, сега што ти објаснив на кратко, мене YouTube-ов ми е играчка. Како да ти кажам, не знам дали ќе ме разбереш, го сваќам. Тој левел сум стигнал јас некаде во животот во таа сфера. И сега YouTube-ов имам колку 4000 сабскрајбери скоро. Слично имаме, тука негде сме. Да, тука негде сме. Го гледам како уште да не сум почнал, онака јас си го сваќам така, ќе биде нешто кога ќе имам 100.000, ќе си речам добро, правам нешто сега интересно. Добро, значи имаш цел некоја што сакаш да постигнеш. Да. Значи врвот е многу далеку. Го гледам како многу далеку. И затоа некако уште сум она дете што ужива у работите што ги правиш. Да, како од љубов уште го правиш. Не ти уште све бизнес и... Да. Добро, ама со континуирана работа се стигаат, не 100.000-200 милиони се стигаат. Да. Мада Македонија и јазикот што го збориме не ограничува малку. Да. Пошто многу им е полесно на Србија, брат, сите ги разбираат. Точно така, ама пак мислам дека ако стварно сакаш и ако стварно веруваш, ќе успееш. И работиш се. Да. Тоа е дефиниција. Ако стварно сакаш, ќе работиш и тоа многу. Нормално. Ама ти кој што ми кажа дека 365 денови работиш сега, значи тебе успехот ти е загарантиран, само не треба да паднеш под собствено влијание. Да. Као да кажеш, доста е тука, не можам више, не е вака, не е така. Имало такви моменти. Тоа ти го кажам од искуство, ја као цело време истото ми се дешава, као ај сега ова ќе ми издоса, име нема. А треба да имаш континуитет, ако сакаш YouTube да работиш, треба цело време да избацуваш видео. Сега едно ќе пукне, па после тоа едно идеш у нагорен правец, тоа е тоа. Колку време се занимаваш ти со ова? Јас со YouTube не се занимавам многу време, брат, пошто не почнав јас со YouTube. Него си почнав со Инстаграмот, ама ова ми е 5-та година. Почна све не сакајки, а сега гледам дека у ново време дека сакаат као не знаат што да прават луѓето и гледаат кај има највише пари и викаат и сега инфлуенсер ќе бидам сегаш. Да. Ама не знам дали се слагаш со мене на таа тема. Скроз се слагам со твоето мислење и мене ќе ми рече некој инфлуенсер, онма го поправам. Не, имам грешка, се чекам малце. Јас не сум инфлуенсер, не дека имам нешто против, ама јас сум YouTube стример. Да.
Сега за сега сум стример, можеби ќе бидам некојаш инфлуенсер, ако тоа се наметне некако, а ќе мора, затоа што еве јас и на мојот левел уште сум на почеток, ама има некои понуди, има некои интересни ствари, кај што би бил глуп да не ги прифатам и да не соработам со некои фирми или луѓе. Дефинитивно. А сега си познат, сега си у екот, сите сакаат да соработуваат со тебе. Кажи ми, имаш ли соработки? Знам дека имаш, ама чисто ти да ми кажеш. Дали си исплатат, дали вреди, дали има пари од тоа? Сега ќе ти кажам вака. Имам соработки, да, работам со доста фирми, ама тоа стриктно го правам под мои услови, го правам како јас сакам да го правам, затоа што прво мислам дека најголем ефект има така како што мислам дека јас треба да се направи и го правам чисто ако се осеќам јас убаво да го правам. Зборам со фирмата да рекламирам продуктот, луѓето ако ми се свиѓаат што е нивна фирмата. Скроз сакам да има онака човечка прво конекција, после тоа бизнис, да. Природна конекција, органска. А ти нудат ли многу компензација? Компензација како на пример, Не знам да мене ми имаат нудено како дојди јади пи за 100 евра и стаи ми не знам или пост. Да, се дешава, ама тоа го сеќам уште на почеток. Па реално, не ја капираат моите на маркетингот, мислам, полека почнуваат да капираат, ама уште малце им треба. Да, треба да знаеш го да им објасниш, да. Дефинитивно. Да. Кажи ми за да ти понудат многу пари за брзи кредити, да рекламираш, прифати ли? За брзи кредити? Да, за брзи кредити, за казина, за кладилници. Искрено не би кажал не, ама не би рекол ни. Сега зависи, тоа зависи јас како ќе го правам. Ако идам со другарите, пак ќе постојат тука услови. Сакате да ве рекламирам, може под мои услови, во кој на пример казино да речеме, јас и моите другари се собираме, јас можам што сакам да кажам на стримот, не ми е наметнато ништо. Прв услов, да кажам дека тоа не треба да се прави, дека ние го правиме само зашто сме платени да го правиме. Да биде како природно. Да, и ние таму идеме со другари и се забавуваме. Само така. Брзи кредити не гледам како би рекламирал, искрено. Добро, ќе имаш и јавен линч од луѓе, пошто знаеш дека брзите кредити не се баш нешто. Да. Да, ама не гледам стварно како би ги рекламирал, зашто не гледам таму ништо интересно прво. А у казино може да видам дека нели се забава, нели светла, ова, она. И може да видам како би направил интересен филм таму. Зашто иначе многу ме интересира снимање, filmmaking, онака ро. Земав и камера, сакам да снимам јас и ти после нешто. Може, не е проблем. Блокче и сакам да бидеш дел. Така. Да. Кажи ми, да те навратам малце на ова со вежбањево. Од кај желбата, брат? Како се спои со Ивица? Што прави све до сега, да ми кажеш, као организација на ова вториот ивент што го правите за ММА? Така. Јас тренирам таму од 8 оделение, од The Strongest. И како започнав да тренирам? Почнав партение доле на татамите? Почнав таму, да, од почетокот. Ја таму почетокот. тренирав, ама 5-6 месеци беше, да. Може. Ама ти си бил сигурно многу малку, што сме развити. 12-13 години. 12-13 години, да. Ама гледај, таму многу кратко еднаш дојдов и после тоа како што се префрлија кај Златен Сремец, таму почнав. Таму беше вистинскиот почеток. И тоа беше со мои 6-7 другари. И сите договарања, ајде ќе идеме ќе тренираме джит кундо, да видиме што е тоа, да се тепаме малку, да бидеме јаки. Топ, ајде, сите договарања, одам дома на моите им кажувам, нема шанси ми вика. Ти да ми се тепаш по лице, нема шанси. И не одам, они одат, не одам. И се враќаат другари во тренинг. Сите онака срекни, многу јако си поминале, си кажуваат случаи од тренингот. Јас не знам, не сум бил. Да, не си ме јадел внатре. Леле, викам како не отидов. Зашо не ми даваат моите? Следен тренинг пак идат, ама викам и јас идам па што сака нека биде. И без да знаат моите, и јас отидов.
И топ си помина тој тренинг. Интересно со другариве, топ. Им кажав на моите, Те привлече. да, одма. Значи, прво ме привлече тоа што ми беше многу интересно, зашто бев на поише другари, а после тоа спортот. И почнав со джит кундо, и после тоа видов бразилско џуџицу, после видов ММА. Уствари прво ММА почнав, па бразилско џуџицу, а најголемите успеси ми се во бразилско џуџицу. А сега конкретно што тренираш ММА? И ММА и И- бразилско џуџицу. Да, поише се фокусирам сега на ММА, ради турниров и сакам и јас да понатаму. А малце Да, за околу турниров да го промовираме. Ајде. Да кажеш нешто. Значи, YFM се вика YouTube Fighting Македонија. Се одржува на 2 март, тука во Скопје. Може да го гледате само на YouTube, не се плаќа ништо. Во живо ќе биде, ќе го гледате како што се дешава во живо на мојот канал Вања Лајв. Ќе има борци од цела Македонија и пошироко, значи се пријавуваа и од Дубај, се пријавуваа Да, од прочитав. Хрватска, од Малта има пријавени, значи ние ќе ги склопиме најинтересните борби што мислиме дека се, зашто пред се е шоу, а после тоа е ММА турнир. Што сакаме да кренеме сцената, ММА сцената во Македонија и мислам дека тоа веќе и ни работи. Да, првиот добро помена, супер. Само имам една мала замерка, брат, бубици што немаш. Не, првиот, боксот, само да кажам тука јавно, боксот беше чисто направено од заебанција почнавме, испадна нешто малку поголемо и го направивме да изгледа така како што изгледаше. Има многу грешки, од кои јас Добро. сега можам да научам. Тоа е лекција, тоа Да. сам да кажам. Да. И вториот турнир ќе биде скроз друго нешто, значи си има посебна продукција, јас тоа нема да се замарам за продукција. Поздрав до Даре Јовановски, он ќе Даре тера- дете? Да, Даре дете. Он ќе го тера тој стрим. Значи ќе биде нешто различно и нешто многу големо. Имаш ли поддршка од Ивица за ова? Да, секако. Мислам, негова беше идејата или заедничка? Идејата е моја. Јас се моја представив на него. Одма сакаше тоа све да се случува, затоа што ја гледа поголемата слика и он. И за неколку турнири ова ќе биде еден вид на традиција. Да, ама само да не застанете сега на еден и Не, толку никако. него Ова да ќе си се продужи како традиција да си биде. Да. Пошто стварно е добра идејата. Фала. Ги следиш српскиве јутубери, брат? Да не е од таму идејата? Па не. Мислам, и они прават боксови, ама не е ништо слично како ова ти што го правиш. Глеј, не се Пошто е голема организација, не? Прават Да. на глупости, циркус. да бокс јутуберски. Да. Прво YouTube боксингот почна со тоа, јас со моите другари од друштво да се тепаме, ама не дека ги следам. Иначе од Балканов не следам многу луѓе. Ова од нигде не следам, сега многу помалце имам време да следам други Јутубери, дечки, да. зашто сум многу фокусиран на моето. Нормално. Што може и е малце грешка, зашто сепак ти треба инспирација малце и од страна. Добро, и Америве се добри. Мислам, они се... Да, и па така и мене најголема мотивација. А да, може да се каже мотивација ми е Един Рос, не знам дали го знаеш. Не го знам, него. Един Рос е дечко од Америка, значи како да ти кажам, стример, Аха. што стримаше на Twitch, сега стрима на Kick, сега може и не стрима веќе, направи милиони, И се ужива. ужива, ама како направи со другарите уствари. Седа на Discord, игра игри и после тоа стана малце пари, имаше, се префрли во Лос Анџелес, почна да вика селебритис, тука со другарите ги запознаа сите, сега сите го знаат. А си размислил ти да викаш познати фаци на стрим? Да, има доста проекти што сакам да ги направам и да, ќе биде и тоа. Само што сакам да бидам многу поразличен од сите, нека Прифаќаат, брат, соработки? Овие, пошто еве, нели, као да не те гледат као мал јутубер сега, па ај порасни после некое време. А знаеш што, јас скроз обратно имам осетено, дека дури јас, ако се гледам како, ева, имам, чекај сега, имам 4000 сабскрајбери, како може да ги викам овие големи, ама не, као многу сум приметил дека Вања, значи не се знаеме, а се знаеме. Да, Со добро, многу увеќе тоа луѓе. така. Да, и мене тоа ме има зачудено у добра смисла. Значи, позитивно. Ќе прифатат.
Да, верувам дека ќе прифатат доста луѓе што ако ги поканам. Да, зашо да не? Мислам, нема да им падне егото Да, да. ако дојдат на Ама стресот. сепак ја ќе го направам интересно да биде да сакаат да дојдат. Тоа ќе биде за брзо време? Ќе биде да 2025 ќе биде мислам дека огромна за мене, а и за сите околу мене. Што ќе биде. А Верувам. за балканските јутубери кој од Србија, Добро? кој ти е онака најокей според тебе? Не, окей. Искрено, Да, не, искрено. не сум многу познат со српска сцена. Само Бака Прасе ми искача онака Да, ми да, искочи баш. некое видео, ама дека он вајда најголем. Порано сум гледал нешто Муџа со татко му, оно GTA. Да, 5, вака скроз така. други контенти се тоа. Да, скроз други се тоа стварно. И не знам, не би можел да изберам од Балканов, пак ќе се вратам на некое боле тука кај нас. Мислам дека треба Кој? да гледаме. Па кај нас нема многу јутубери. Па да, у задње И време. можам да ја кажам Стефан Лазаров, Мандар, кој друг? Искрено, нив двајца ги Па гледам. тие се, да. Нив двајца и сега доста кога ќе зборам со другари или со некој што не сум се видел одамна, ме ставаат и мене као вие тројца сте само. Па реално, да. И мене ми е тоа многу голко слушнам, зашто сепак они се доста време на сцена. Порано имаше многу, ама сега гледам Да. дека сите престана и само Стефан и Мандар се уигреа и ти што правиш и Да. стварно не ми искача никој друг на YouTube кој ќе пушти. Така. Знаеш што? Само што пак се враќам на тоа кај што мене ова ми е уште играчка и мислам дека можам да направам многу повеќе. Не од нив повеќе, толку повеќе од сама ова што сме го постигнале у Македонија. Да, нормално. Мислам дека можам да го кренам стандардот и ќе пробам да го докажам тоа. Ќе го докажам. Дај Боже, јас сум ти поддршка што Фала. треба тука. Фала ти многу. И баш ми е мило вака што ме викна, зашто и кај тебе гледам многу квалитет. Мислиш добро ти излезе брат по улиција? Да, звртаме на Само- голем круг. Да. Добре. Добар. Не е лошо. Сам као вака за прикрај брат, сам да ти дадам едни картончиња што ги имам, пошто Каркастов ми се сам да го врзам со картоните. Што ги имам веќе напишано на Инстаграм и сам да го прокоментираме тој картон, да видам ти као размислуваше дали сме на иста бранова должина. Имам тука 3 брат и сега ти треба еден да избереш од нив. Ово е средина, го сакам. Ајде. Што пишува на него, покажи им на луѓе, или прочитай го. Од денари кошта да си добар човек. Нула. Нула денари кошта да си добар човек. Аха. Добро. 0 денари кошта да си добар човек, точно така, ништо не така кошта да си добар човек. Не треба ни да гледаш да добиеш за возврат некој денар, туку треба само позитива да си добиеш назад. Или да не наштетиш на другите. Добар Так. човек ли е Вања? Па јас го гледам како добар човек, да. Правиш ли добри работи? Се трудам да правам. Да, се трудам да правам добри работи цело време. И се сметам себе за добар човек затоа што секогаш пробувам да помогнам кај што како да ти кажам, кај што не барано помош, туку ќе приметам дека треба да се даде помош. Да. Да биде се тоа природно. Да биде природно скоро. Да. Ова е напишано затоа што у денешно време брат сите се од корист. И сите гледаат, сите се дружат со тебе од корист, да има нешто со еш. И затоа е напишано и Да. и зашо и да им помогнеш, они бараат или пари или ова се еш. Нема поента, мислам. И гледам да бидам така искрен со луѓе и да им кажам некои работи, се трудам, ама колку можам, толку е. Да. Кој сваќа, кој не, да е жив и здрав само. Знаеш што, обично сум добар скенер и добро ги читам луѓето. Барем така мислам. Од прва? Па, може не од прва, ама ќе ми треба малце време, нели? Ама обично не сум грешка за луѓето. И мислам дека
Вака од прва, сега не те знам многу, ама мислам дека си добар човек. Да, фала ти многу, брат. Ама ќе видиш кога ќе дојдеш здравие Боже, кога ќе пораснеш Така? на сите социјални мрежи, да видиш какви прљави игри има, брат. Сигурно. И еве да ти кажам совет да се спремаш уште од сега За прљавите работи? за прљавите работи, да, затоа што борба и таму, и има сопки, има секакви работи. Да, секогаш сакаме борба. Секогаш ќе биде монотонно ако нема борба, мислам дека и Да, само да биде фер. Ја тоа викам, нека има борба, Да, нека да. биде се, нели ти си фајтер си, така. се бориш, нека биде фер, да не биде Да. педерски Да, малце да, сега. да. Тука се согласувам скоро. Тоа што треба и ти педерски ќе биде проблем. Па да, ќе биде многу прљаво тогаш. Да, Не е окей тоа, мислам. Тогаш не се ужива во борба. Според мене, да, не се Да. ужива, него, тоа е само за да наштетиш на некого се прави. Така. А не треба да биде така. Така да бидете добри луѓе и вие, драги мои. Вања, фала ти што одвои време и што дојде тука да си поразговараме малце. Се надам дека луѓето ќе те запознаат од друга страна, пошто качав и некои работи што сигурно не си ги кажал негде. За тоа, Да. за видеото, за све у принцип што зборевме. Да. Да. Фала ти и ако имаш нешто да им кажеш на гледачи, можеш и да се одјавиме и да те вратам дома, па ако мислиш нешто можеме и да снимаме. Што имаш за мисла? Дечки, само ќе ви кажам да ставите еден subscribe тука на каналот И на неговиот обавезно Вања Лайф. Се Да. го имате. и на мојот ставете лајкче. Значи, тоа вас не ве кошта ништо, нас доста ни значи Точно. и се гледаме следното видео. Се Чао. гледаме. Чао, чао.